Денеска во Прилепскиот основен суд се одржа рочиштето на кое што жителите од селото Ревоец бараат времена мерка за стопирање на активностите на ископот за тампон кој што Бехтел Јенка го прави на само неколку стотини метри од нивното село. Адвокатот на жителите вели дека од доставената документација можело да се заклучи дека ископот се правил комплетно незаконски, криминално и без ниту една потребна дозвола. Бараат и одговорност од надлежните. Имено во текот на 2019 година па се до 2023 година, Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на неколку наврати носел одлуки заради утврдување дека нема потреба да се изготви студија за животната средина, која одлука на неколку наврати е прифатена од Министерството за животна средина, за да во текот на месец април 2024 година да донесе решение со кое се утврдува потребата и му се наложува на јавното претпријатие за државни патишта да изготви таква студија за влијанието врз животната средина. Како што самите сте сведоци, реализацијата на проектот е отпочната, таква студија се уште не е изготвена. Не поседуваат сообраќајна согласност од општина Прилеп. Исто така отсуствуваше главниот рударски проект врз основа на кој би се изготвувале плановите за минирање. Адвокатите и представниците на Бехтел Јенка, како и од јавното претпријатие за државни патишта, ги одбегнаа новинарите, не сакајќи да дадат одговор за целиот случај. Уставно загарантираните права на граѓаните, правото на здрава животна средина не може да се погазува на ваков начин и затоа го повикуваме и Уставниот суд во што е можно побрз рок да одлучи по поднесената иницијатива за оценка на уставноста, на каков начин би се спречила навистина ненадоместлива штета по здравјето, животот на граѓаните и животната средина. Представниците, односно полномошниците на јавното претпријатие и на Бехтел Јенка ги изнесуваа своите ставови неаргументирано, непоткрепено со соодветни докази, иако од нив експлицитно беше побарано на рочиштето да достават докази за поседување на соодветни одобренија лиценци, дека не постапиле по одредени одлуки на Министерството за животна средина. Имавме само паушални аргументи за важноста на проектот, дека тоа се работи од јавен интерес, дека тоа е за добро на граѓаните, иако не беше, таквите наводи не беа подкрепени со ниеден материјален доказ кој го приложија во текот на оваа постапка. Жителите се крајно револтирани на ваквите постапки и велат дека од Бехтел Јенка отворено им кажале дека ако треба ќе ги исплатат нивните претрпени штети. Затоа што тие побара едноставно да ја кажеме која е нашата материјална штета, но тие не ја гледат, значи нематеријалната штета, за нив е поважна материјалната штета, едноставно да не исплатат нас, а нематеријалната штета е голема, и се загади воздухот, се загади почвата, пробија еден извор со вода, врша репресија врз селаните и ден денес идат, снимат, провоцират, значи едноставно сака да фата кавга. Буквално на народен јазик секој да го разбери. Ние ќе ви урниме се, а после вие можете да си барате материјална и нематеријална штета, која што тие веројатно се чувствуваат толку моćни и силни да можат да ни ја платат. Само како пак ќе го цитирам Жарко, адвокатот. Која е цената на нашите животи? Во ред, кујчите можат да се купат. Нашиве животи веројатно многу ефтино не прецениле. Лично во нашиот двор ние не дојдовме нити во Америка, нити во Турција во вашите дворови. Вие дојдовте кај нас дома. Па така да не очекувајте да помини така лесно. Така да тука сме, Бехтел Јенка и ЈПДП. Не се предаваме. Може и то тука само насила да не тргнете. Жителите велат дека остануваат на барикадите и протестите и дека по никоја цена нема да дозволат да проработи ископот за тампон кај нивното село. Очекуваат времената мерка за стопирање на активностите да ја донесе и Основниот суд во текот на наредната недела.